Ако требаше сите да се поделат, да ги поделат трошоците, ако треба, како што вели оној Фатмир Битики, така наречен, себе наречен Среќко, дека тие пари кидат во плати и пензии, зошто не ги ставивме на посебна програма, па на отворени финанси, да гледаме каде тие средства ќе завршат? Ама нема да завршат таму. Знаете ли каде ќе завршат овие средства? Во ЕСМ, за да може тој што е директор сега, во Битола на купена механизација, повторно да им дава договори во 4 очи на тие компании за кои што има веќе отворени истраги. Затоа ќе го донесете овој закон. Нема да има никаква солидарност во овој така наречен донесен закон. Понатака, ајде одговорете на следново прашање. Зошто во вашиот закон се извадени компаниите кои што се отворени или се формирани последнава година или кои што се споиле последнава година? Зошто го одбивте тој амандман? Заради следниве работи, бидејќи во последнава година компанија во енергетскиот сектор има отворено синот на Зоран Заев, сопругата на Димитар Ковачевски и синот на Али Ахмети. Затоа вие не сакате тие компании да ги вкалкулирате во овој данок на солидарност. И понатаму сакам јавно да прашам. Вие велите ќе соберете 100 милиони, па 76 милиони, па толку милиони. Дали некој во оваа држава кој што предложува вакво законско решение, со кое што ќе ги стимулира бизнисите да се преселат од Република Македонија, затоа што има и компании кои што веќе размислуваат да се преселат во Република Србија, да отидат во Косово или во било која земја во опкружувањето. Дали доколку оваа претпоставена цифра од данокот на солидарност не се собере, дали некој во оваа држава ќе поднесе оставка? Тоа е прашање кое што треба да биде одговорено. Тоа е прашање кое што заслужува одговор, како што би рекле некои од вашите функционери. Што ако овој закон едноставно не успее да ги собере овие потребни средства? Дали некој ќе сноси одговорност за оние компании кои што биле одговорни, кои што ги прошириле своите капацитети, а кои што ќе треба сега приморани во последниот квартал од годината, кога никој во светот не плаќа данок? Не се плаќа во последниот квартал од годината. Има даночен календар и се знае дека даночните трошоци се плаќаат пред да се поделат дивидендите или пред другите оперативни трошоци да се случат.